Почитувани, добродојдовте во вестите на Канал 8. На Браната градче се одржа традиционалната Петровденска средба, на која општина Кочани им додели награди и признанија на најдобрите ученици и нивните наставници ментори. По повод Петровден, празникот на градот, 50 ученици од основните и средните училишта во Кочани, кои во изминатата учебна година постигнале најдобри резултати на државни меѓународни надпревари, добија награди и признанија од општина Кочани. Како поддршка за продолжување на успесите на 13 ученици кои освоиле први места, им беа доделени парични награди од по 5000 денари. Оркестри, хорови, ликовна секција и женска фудбалска екипа добија вредносни ваучери по 8000 денари. Наградите и признанијата на учениците и наставниците им ги доделија секретарот и градоначалникот на општина Кочани. Традиционална општина Кочани секоја година ги препознава резултатите, успесите и залагањата на сите општински училишта, како на основните, така и на средните, и на еден ваков настан ги даваме признанијата кои ги реално заслужуваат, а во исто време сакаме и да ги наградиме и да ги мотивираме натаму да постигнуваат подобри резултати. Се работи некаде за околу 49 ученици од сите училишта кои постигнаа извонени резултати на општински, државни, акредитирани надпреварувања и се закитија со освоени први места. Во исто време сите овие ученици ги афирмираат своите училишта и носат афирмација во делот на образованието и за општина Кочани. Затоа на еден ваков настан, на овој начин, сакаме да им се злаблагодариме, да им посакаме многу успех во понатамошно школување и да постигнуваат уште поголеми резултати. Заедно со учениците признанија добија и нивните наставници ментори. Тие преку наставниот процес со дополнителен ангажман ги подготвиле за постигнување добри резултати. Статуетки за афирмација на општина Кочани добија училиштата, чии ученици постигнале врвни резултати на надпреварите. 8 првенци на генерацијата од секое училиште пак ќе летуваат бесплатно на островот Пак на Хрватското приморје. Во Кочани е највисока цената на кубен метар вода за пиење во државата, а водовод има најголеми финансиски загуби. Такви се наудите од анализите што ги направил Центарот за граѓански комуникации од Скопје во рамки на истражувањето на состојбата со водата за пиење во сите општини. Граѓаните и правните лица кои користат вода за пиење од јавната водоводна мрежа во општина Кочани плаќаат по 48,79 денари за потрошен кубен метар вода. Тоа е највисока цена во државата. Најниска цена за потрошена вода плаќаат жителите на Боговиње, само 7,5 денари за кубик, што е за 6,5 пати помалку од Кочанци. Освен во Кочани, најскапа вода се плаќа и во другите општини од источниот регион, Делчево, Пробиштип и Берово, како и во Свети Николе. Најниска цена има за жителите на Полошкиот регион, Боговиње, Теарце, Желино и Врапчиште, како и општината Росоман кај Кавадарци. Од друга страна, комуналното предпријатие Водовод, кое стопанисува со мрежата, има финансиска загуба од 63,3 милиони денари, односно 1 милион евра. Тоа е најголема загуба во државата. Сите останати предпријатија имаат вкупна загуба од 3 милиони евра. Просечната цена на кубен метар вода за пиење во државата изнесува 27,49 денари, што значи дека е за околу 45% пониска од она што го плаќаат потрошувачите во Кочани. Ова се податоците што на граѓаните во нашата општина им се познати од поодамна, а кои што ги потврди и Центарот за граѓански комуникации од Скопје во истражувањето за состојбите со водата за пиење во државата. 3 општини се издвојуваат според најголема потрошувачка на вода – Маврово и Теарце, каде домакинствата трошат по 70 кубици месечно, како и Боговиње со 40 метри кубни месечно. Најмалку вода просечно трошат домакинствата во Старо Нагоричане, само по околу 2,5 метри кубни, а со мала потрошувачка што е пониска од 7 кубни метри се и општините Ранковце, Охрид, Чашка и Карбинци. Во анализата на Центарот за граѓански комуникации е наведено дека во државата има 67 снабдувачи со вода за пиење и секој наплаќа различна цена за својата услуга.
Најголем дел од нив имаат различни цени за домакинствата и за останатите потрошувачи, односно за правните лица, фирми и институции. Скоро половината од снабдувачите со вода за пиење работат со финансиска загуба, што кај поголем дел од нив изнесува над 40%, а во државата на годишно ниво се губат по 146 милиони кубни метри вода за пиење. На територијата на општина Кочани се спроведе втората фаза од прскањето против комарците од земја. Со теретичкото прскање беа опфатени 300 хектари во градот и околните населени места. Службата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација Лиса.ком од Кавадарци во средата во ноќните часови ја спроведе втората фаза од запрашувањето од земја против комарците. Со теретичкото третирање беа опфатени 300 хектари во градот Кочани и во селата Тракање, Мојанци, Горни и Долни Подлог, Градовци, Прибачево и Оризари. Дезинсекцијата се изведе со водорастворлив широкоспектарен инсектицид, одобрен од Бирото за лекови. Првото авиотретирање за оваа година на територијата на општина Кочани го спроведе Друштвото за авиоуслуги Бониер од Свети Николе на 30 јуни. Авионското и прскањето од земја се согласно Законот за заштита на населението од заразни болести за спроведување превентивна системска дезинсекција. Сдруженијето Еднакви за сите Кочани на завршен настан ги представи резултатите од проектот Подобро општество за слепите лица во Кочани. Целта на 7-месечните активности беше да се мапираат проблемите на лицата со оштетен вид. Сдруженијето Еднакви за сите од Кочани во салата на мултикултурниот центар го реализираше завршниот настан од проектот Подобро општество за слепите лица во Кочани. На настанот своји точки имаа слепите лица, при што имаа сценски настап, а со своји рецитали и афоризми се представија и членовите на литературниот клуб Копнеш. На сцената беа презентирани резултатите од 7-месечните активности што ги спроведуваа учесниците. Целта на овој проект е да ги информираме слепите лица, да ги мапираме проблемите во општина Кочани, да имаме поголема социализација на истите, како и поголема едукација и социализација на слепите слабовиде лица во Кочани. Има големи проблеми во нашата општина. Еден како можам да кажам најголем проблем во нашата општина е тоа што немаме добри патеки по кои што може да се движат слепите лица, како еден вид на решение на проблемот. Слепите лица кои што го дадоа беа тактилните патеки, кои што во некои држави веќе постојат, и уште многу други проблеми. Значи, достапноста до институции и до слични места кај што тие морат да отидат и да бидат присутни, не може да стигнат бидејќи имат проблем со патеките и со пристапноста до истите. Градоначалникот Љупчо Папазов во своето обраќање истакна дека ова е содржина со која почнува одбележувањето на празникот на градот Петровден. Подршката во делот на кофинансирањето на овој проект кој го обележувате со завршен настан, општина Кочани изразува до 20% од вкупната вредност и на останатите проекти финансирани од страна на УНИП и општина Кочани, и ветувањето за крај дека секогаш ќе ги препознаваме ваквите активности, ќе ја даваме својата подршка. Нека за многу години празникот на општина Кочани го честитам на сите граѓани и на оние на кои го носат името на светите општини. Настанот беше искористен и да се искаже сестраната подршка на слепите и слабовидните лица од нашата општина, како и да се дадат препораки за подобрување на комуникацијата и соработката со локалните институции. По повод 10 години јубилеј од обновата и постоењето на компанијата Руен Инокс Автомобиле се реализираше крводарителска акција. Активноста се спроведе со подршка на Општинската организација на Црвен крст Кочани и екипа од Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Во просториите на компанијата Руен Инокс Автомобиле се одржа крводарителска акција наменета за вработените во фабриката. 27 хумани дарители
даруваа крв и покажаа вистински пример на хуманост и општествена солидарност. Активноста се реализираше во соработка со Општинската организација на Црвен крст од Кочани, екипа од Институтот за трансфузиона медицина од Скопје и лекар од Службата за трансфузиона медицина од Кочани. Како општествено одговорна компанија, во текот на годината организира 2 акции за доброволно крводарување. Крводарителската акција во Руен Инокс Автомобиле е пример за општествено и одговорно однесување кон заедницата, кој треба да биде следен и од останатите компании, но и од институциите во Кочани. Повод за организацијата представуваше и јубилејот од 10 години од обновата и постоењето на компанијата Руен Инокс Автомобиле. Екипите на Рели и Аутовелт се финалисти на 22-то издание на Петровденскиот турнир во мал фудбал. Дуелот ќе се одигра в петок со почеток во 20 часот. Екипите на Рели и Аутовелт се финалисти на 22-то издание на Петровденскиот турнир во мал фудбал. Дуелот ќе се одигра на спортското игралиште во дворот на Средното општинско училиште Лјупчо Сантов в петок со почеток во 20 часот. Час предходно, силите за трето место ќе ги одмерат екипите на Амфенол и Естон Дизајн. Локалната самоуправа на Кочани и годинава за најдобрите 3 екипи обезбеди награди. Првопласираната ќе добие 60.000 денари, за втората екипа обезбеден износ од 30.000 и третата екипа ќе добие парична награда од 15.000 денари. Спортскиот настан е во организација на Општинскиот фудбалски сојуз и Општина Кочани по повод празникот на градот Петровден. За 22-то издание на Петровденскиот турнир во мал фудбал беа пријавени 8 екипи. Почитувани, со прогнозата за времето ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.